Почитувани, добар ден, време е за црвена линија, а на самиот почеток на оваа црвена линија, пред да преминеме на главната тема за која што верувам ќе има огромен интерес од секој од вас да се вклучи во дискусијата, секако ова издание на црвена линија ќе го започнеме со веста дека Европската ракометна федерација конечно пресече алкалоите освојувач на Европскиот куп. Секако доволно е да кликнете на telma.com.mk. Јас верувам ќе може да покажеме како изгледа насловот и секако ете фокусот за да дознаете многу повеќе. Подсетувам telma.com.mk, односно по Вардар и Кометал Ѓорче Петров, ракометниот клуб Алкалоид стана третиот македонски клуб со европски ракометен трофеј, откако Европската ракометна федерација официјално го прогласи за победник на Европскиот куп за мажи 2024-2025 година. А во ова денешно издание на Црвена линија продолжуваме со следнава тема. Македонската фудбалска репрезентација ги продолжува подготовките за квалификациите за светското првенство 2026 година. За прв пат во историјата Македонија има реална шанса да се пласира на најголемиот светски фудбалски собир. Во групата Ја се наоѓаме со Белгија, која е 8 на ФИФА листата, Велс е 29, Казахстан 110, а Лихтенштајн 204. Македонија ги започна квалификациите со победа на гостувањето во Лихтенштајн на 22 март, а ќе ги заврши со гостување во Велс на 18 ноември 2025 година. Дали оваа група представува вистинска шанса за Македонија да го оствари историскиот пласман на светското првенство? Дали стадионот Тодор Проевски ќе биде полн и дали поддршката од навивачите ќе биде клучна? Денеска во Црвена линија ќе зборуваме за шансите, предизвиците и очекувањата од македонската фудбалска репрезентација. Досега Македонија никогаш не играла на светско фудбалско првенство. Дали ви се чини дека оваа генерација конечно може да го направи историскиот чекор? По 2 надпревари имаме 4 бода, а мечот против Белгија е еден од најважните во нашата група. Дали ова е генерацијата што ќе однесе Македонија на светското првенство? Ќе биде ли стадионот Тодор Проевски полн? Дали со оваа генерација ќе го дочекаме нашиот светски сон? Ниту една генерација досега не успеала да не однесе на светско првенство. Со победа против Белгија може да ги започнеме со ништата. Димитриевски, Муслиу, Алиовски, Барди, Елмас, Миовски, сите заедно со младиот дебитант Десподовски. Ке мора да гинат на секој дел од теренот. Ке успееме ли да ја победиме Белгија? И дали Македонија има реални шанси да се пласира на светското првенство 2026 година? Ве покануваме во ова денешно издание на Црвена линија, а верувам кога зборуваме за темата и врзана за можноста нашата домашна репрезентација да не пласира на светско првенство, дури и вие кои што не сте можеби огромни фанови на фудбалот, верувам ќе посакате и сте возбудени и ќе споделите какви очекувања и прогнози давате за она што допрва ќе се случува. А кога сме кај прогнозите, денес многу едноставно, а верувам и тука ќе се обидете, се разбира, што поскоро да не заследите на Инстаграм и секако веднаш да го побарате профилот на Црвена линија. Кога сме кај Црвена линија, секако ќе подсетиме, прво ќе не заследите таму и веднаш ќе кликнете на Инстаграм стори. Истото треба да го направите и со профилот на Телма телевизија на Инстаграм, каде што паралелно и на Инстаграм стори на Црвена линија, но и на Телма телевизија ја објавуваме анкетата. А денес, еве, прашуваме Македонија, Белгија. Кои се вашите прогнози? Имате 3 опции за одговор. Под А победа, под Б нерешено или пак под В пораз. Кликнете на вашата прогноза во однос на надпреварот и секако ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме конкретно на Црвена линија. Па ајде да ве слушнеме во фудбалски дух и верувам дека секој од вас, навистина секој од нас, подобро да речам, посакуваме конечно да не се случи овој историски пласман. На 02 307 005
Секако верувам дека го имаме или првиот гледач или можеби првата гледачка. Добар ден. Добар ден, дали? Добар ден. Добар ден. Почнуваме како и секогаш со вас, господине Роме, ако не се лажам. Ајде да почнеме со прогноза. Дали мислите ќе биде победа, нерешено или пораз? Ма дали су ја не знам. Молам? Кој е на телефон? Не Роме? Кој е? Јас су Роме. Па даде, тоа велам. Со вас почнуваме. Јас мислам дека не су ја. Кажете ми, еве, во однос... Кои се вашите прогнози во однос на надпреварот Македонија-Белгија? Ние македонците имаме дарба за све. И за фудбал, и за песни, за све. И мислам дека ние имаме и да победиме, ако сме мала држава. Ама ние имаме дарба за све. Добро, утре ќе биде според вас победа, пораз или нерешено? Па се не се, тоа е фудбал. Ама ние имаме дарба и за фудбал. Еден Томе Тутенко од Струга, тој беше најдобар фудбалер. Тој е одамна почина, ама тој беше фудбалер, оригинален. А јас бев во село Биџево, раководител на фудбалскиот клуб Биџевски. Тренер се викаше, имаше 101 играч. А ја водев клубот. Утре како ќе биде изиграно? Еве тоа да слушнам од вас, бидејќи сте биле раководител, како ќе настапиме и дали мислите ќе ни се случи победа и историски пласман за светско првенство 2026? Мој цел да се случи. Во фудбалот имате и таква можност. Така, не се исклучува. Благодарам многу, господине Роме. Останете со нас, вие сте и првиот гледач со кој што ја започнуваме оваа црвена линија. Па ајде да ве слушаме сите останати. Подсетувам, доволно е да се заврти нашиот број 023070005 и една многу важна напомена од технички аспект. Како и секогаш, намалите го целосно тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ја прво ви кажал дека фудбалот го играат сите и секој може да победи секогу. Меѓутоа, не сме да не повлече еуфорија и да мешаме музика и фудбал. Сепак има голема разлика и така да оваквото јако би бил задоволен и со нерешен резултат по оваа средба, бидејќи, како што да ги рековте, на почетокот Белгија е 8 на светската ранглиста. А тоа не е случајно и они се една од најквалитетните екипи. И нашите не треба да го земат тоа како отежнителна околност дека се они на таа ранглиста. Реков, секој игра фудбал, топката е округла и она може да влезе и кога човек не очекува во голот. Така да, малце треба само да доверба на играчите, само доверба и да влезат во мечот со своите можности кои што ми се чини не се мали, али да не напаѓаме што викат со црвите грло му јагоде, него да успееме да ги спуштиме нивното ниво, мада е високо, али се надевам дека ако не со нерешено, а понатаму со Велс и со другите три репрезентации ќе успееме, ако не друго, второто место да го земеме, за да идеме понатаму на светското првенство. Од мене толку пријатно. Благодарам што бевте дел од црвена линија. Топло препорачувам да останете, да не следите, бидејќи допрва верувам ке сакате да слушнете еве што предвидуваат, какви прогнози имате. Сите ви останати кои што верувам со нетрпение го очекувате овој надпревар помеѓу нашата репрезентација и Белгија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Секако очекуваме да имаме огромно присуство и верувам дури оние кои што сте индиферентни во однос на фудбалот како спорт, не можеме да не бидеме, се разбира, сплотени и полни со желба за победа кога станува збор за играта на нашата репрезентација. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Се надеваме на нерешен резултат. Македонија е многу добра екипа има и со малце повеќе труд ќе успееме барем бод да земеме.
Еве дали редовно ги следите надпреварите во кои што учествува нашата репрезентација? Имате ли нешто, еве, може би да им порачате, ако тоа го правите и редовно ги следите? Еве? Што е најважно според вас? Најважно е да се, мислам, борба, спортска борба, фер борба и успехот нема да изостане, само ако веруваме во нешто. А ние сме таква нација што веруваме и ќе успееме. Вербата е најважна, а спортски е да покажеме тоа што го знаеме. И имаме што да покажеме. Благодарам многу за вашите одговори, учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжете секако да не гледате. И еве во продолжение повторно ве потсетувам, доволно да кликнете telma.com.mk секогаш кога сакате да бидете целосно, добро и брзо информирани. А кога сме кај темата, еве слободно задржете го своето внимание и на насловот Трепановски со добар тактички пристап против силата и квалитетот на Белгија. Македонските фудбалери, ќе потсетиме дека веќе четврти ден се подготвуваат за дуелите со Белгија во Скопје, и тоа на 6 јуни, и со Казахстан 3 дена подоцна на гостински терен, што се играат во рамки на квалификациите за светското првенство во 2026 година. Нашиот напаѓач Кристијан Трепановски смета дека Македонија може да се носи со индивидуалниот квалитет на Белгија, само ако има добар тактички пристап на надпреварот. Со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите предвидувања, прогнози и секако еве да ни откриете дали сметате дека еве ќе успееме да ја победиме Белгија и секако да направиме историски чекор понапред. Добар ден! Добро, во меѓувреме додека чекаме вклучување 023070005, верувам дека ќе ги имаме исклучително и фудбалските фанови кои што со нетрпение очекуваат и можеби веќе се подготвуваат да бидат и реална, се разбира, поддршка. Ке потсетиме дека случувањата ќе бидат утре на стадионот Тодор Проевски, па еве сметате ли дека ќе биде полн стадионот, како ви се чини, каква атмосфера може да очекуваме и секако каков резултат? Сето ова се разбира како одговор можете да го дадете и кога зборуваме, се разбира, на социјалните медиуми. Колку за подсетување, доволно е да го заследите профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Паралелно ги објавуваме темите за кои што зборуваме денес, а денес конкретно зборуваме за надпреварот, за кој што верувам сите сме, дури оние кои што можеби не сте страствени следбеници на фудбалот, со огромна љубов и страст пред се ќе навиваме за нашата репрезентација и секако ќе очекувате што поскоро да исчезна онаа неизвестност, бидејќи навистина станува збор за можност да Македонија се најде и на светско првенство. Добро, ајде добар ден ќе кажам. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, јас сум песимиста. Ве слушаме, продолжете. Јас сум песимиста и мислам дека 3-1 ќе ја победиме Белгија. Бе едно време Белгија јаки, сега не се. Значи сте оптимиста, не песимист? Оптимиста, извини. Имаме добра екипа, имаме добри играчи, имаме надвор, спремни играчи имаме. Спремни фудбалери имаме. Играат надвор од државата и се јаки у сите големи клубови. И верувам дека докај 3-1 ќе стигнеме за нас. Ќе земаме златни 3 бода. Добро, еве, дали имате можеби, бидејќи ако сте фудбалски фан, верувам како и секој фан, имате можеби некоја порака до нашата репрезентација?
Па до нас добро вика, има еден играч Тарпановски, како го викат, со тактика, добра тактика и со трчање малку повише, физичка мал се поспрема, ако се поспремни нашите, ќе ги тепаме. Иначе тие имаат име само Белгија е име. Нема тие и нивните фудбалери не секој знае што се подобри од нас, ништо. Со добра екипа добро се игра. Така, благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Сега, ако продолжите да не гледате, секако сите сте добре дојдени. Ја верувам дека нема некој кој што нема утре да биде во фокусот на вниманието, да ви биде во фокусот на надпреварот кој што може да биде историски за нашата репрезентација. Играат заедно со Белгија, па еве да слушнеме од вас какви прогнози, какви предвидувања имате во однос на надпреварот, дали може да ни се случи овој сон, конечно да се најдеме и на светското првенство, односно можност во 2026 година за прв пат историски се разбира да бидеме од дел од екипите кои што ќе играат за трофеот. Па ајде да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Голем поздрав од Певтина, нешто емисија на Телма. Благодарам многу. Вака, пред се јас бев пред утакмицата на обезбедување со обезбедувач бев на Македонија Велс и тогаш прогнозира дека барам еден гол ќе даде Македонија. И сега верувам барам еден гол ќе даде Македонија против Белгија. За натаму резултатот не го знам, ама сигурно сум дека ќе даде гол. И јас сум голем фан на Македонија и сакам најмалку 20.000 луѓе ќе има присутни, најмалку. Веројатно ќе има од безбедности причини дека Белгија навијачи ќе има некој даден гол, така исто беше за Велс. Така да верувам барам еден гол. Другото резултатот го ставам само на себите, на играчите и верувам дека ќе биде убава вечер од цела Македонија, со сите навијачи на Македонија. И така да јас уште еднаш кажувам да бев присутен, како освен обезбедување, не е битно сега кој што е како, али знам, верувам и дури бев убеден дека колегите бев дека ќе даде Македонија гол. За жал не издржува мало со 3-4 минути, али тоа е тоа. Само напред Македонија и да здрави и живи да сме бил, ја верувам дека барам еден гол, па натаму да ќе видиме како ќе биде резултат. Уште еден поздрав за вашите емисии и се најубаво во утрешен најче. Благодарам многу и за поздравите и секако за одговорите кои што ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Останете со нас и понатаму, а драги мои, еве како изгледаме и на социјалните медиуми. Значи, она што ни треба, еве, е секако се вели на сите страни. Па ако ви е полесно на социјалните медиуми, а драго ни има голем број на одговори и коментари, заследете ја Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија, како и секојдневно темите се објавени на двата профила, па еве како изгледаме кога станува збор за Facebook. Едноставно е нашето прашање. Еве, Македонија, Белгија, имате 3 опции за одговор под А, дали тоа според вас ќе биде надпреварот со победа за Македонија, нерешено или пак пораз. Пишувајте прогнози, пишувајте коментари, секако ќе ги споделуваме, односно ќе ги читаме меѓу вклучувањата на гледачите во живо, па еве да видиме што сите вие ќе кажете во однос на тоа какви се вашите предвидувања, дали може би имате некаква порака до нашата репрезентација, особено ако сте страствен фудбалски фан кој што редовно го следи секој ден надпревар. И секако не е лошо и да ни откриете дали ќе бидете и физички присутни меѓу оние кои што силно и мокно ќе ја бодрат нашата репрезентација, поточно на стадионот Тодор Проески. Добар ден! Добро, еве, додека ве чекаме нели телефонски, ја верувам дека за ова нема да бидете индиферентни, со оглед на тоа што навистина не е мала работа, некако се приближуваме и се пореална е шансата нели за да продолжиме понатаму и секако да ја најдеме и ја видиме нашата репрезентација фудбалска конечно историски да биде дел од светскиот мундијал кој што треба да се случи наредната година. Еве што напиша Благоја Петровски.
Мали се шансите да ја победиме Белгија, ако одиграме нерешено и тоа е успех. Ние досега со нив имаме 3 порази и 1 нерешен. Благодарам многу, Благоја Петровски, а еве ние директно во живо ве прашуваме. Со победа против Белгија може да ги започнеме секако со ништата. Димитриевски, Муслиу, Алиовски, Барди, Елмас, ке подсета Мимиовски, сите заедно со младиот дебитант Деспотовски, ке мора да гинат на секој дел од теренот. Ке успееме ли да ја победиме Белгија? Верувам дека интересот ќе биде голем, еве не зборуваме за политика, но зборуваме за остварување на наш огромен сон. Не е мала работа, секако да успееме и секако да блеснеме и конечно историски да бидеме дел од светското првенство наредната година. Имаме уште многу нешта да оствариме, но еве како велат секогаш се оди чекор па чекор, а утрешниот надпревар е она што е можеби и исклучителен предизвик со оглед на тоа што нашата репрезентација ќе игра со Белгија. Добро, ајде да видиме, еве и на Инстаграм, ќе ве префрлам и таму, некако не е комплицирано, идентични сме, па да видиме што мислите. Мислам дека сме и понатаму една фудбалска нација која што и како следи, и тоа не е само преку ТВ екраните, туку фудбалски ги поддржува и нашите репрезентативци во секоја игра. Па еве, ве прашуваме денес какви прогнози имате за утрешниот надпревар Македонија-Белгија. Имате 3 опции за одговор: под А победа, нерешено и под В пораз. Ајде да видиме, нема гледачи ми велат се уште добро, верувам дека барем тука нема да се случи да се блокираат линиите како што тоа најчесто се случува во тркалото. Доволно е само да ве потсетам, еве, особено ако редовно следите, ќе ни биде многу драго. Онака како фудбалски фанови, точно, прецизно, хируршки, еве да дадете една прогноза за она што очекувате од утрешниот надпревар. Добар ден! Па дали се слушаме? Добар ден! Да, се слушаме. Долго ве чекавме, па ајде да видиме што ќе споделите со јавноста со оглед на тоа што утре играме со Белгија. Па мислам дека ќе имаме победа или нерешен резултат. Продолжете, ве слушаме, имате уште Или нерешен резултат или победа. Така, добро. Добро, машката репрезентација е се добро, но во женската репрезентација сме катастрофа. Мислам дека треба да се направи промени. Моје мислење тоа. Добро, образложете, имате се уште време и за каква промена. Добро, така мислам дека треба да има промена во раководството, во стручниот штаб, во раководството на женската репрезентација. А за машката репрезентација мислам дека се добри. Дечките сега се уште се добри и мислам дека ќе се пласират преку квалификациите сега што се во што ќе имаме сега наредно во циклусот. Еве како планирате да го следите надпреварот? Дали ќе бидете дел од навивачите на стадионот Тодор Проевски или во поинаква атмосфера? Па во домашна атмосфера, секој со друштво. Добро. Да. Порака до нели фудбалерите на нашата репрезентација како мислам дека со случајот штаб со Горан Пандев и со Померагич мислам дека е многу добро ситуација. Добро, дали е тоа се? Се е тоа, поздрав до вас. Благодарам многу. И сега го оставете и продолжете да не гледате и да не следите. Продолжете да бидете активни на сите страни. Знам дека нашата земја генерално ние сме љубители на фудбалот, а особено кога игра нашата репрезентација, нема некој кој што останува индиферентен. И особено кога станува збор за еден исклучително пред се атрактивен надпревар кој што може да има историско значење за нас, а тоа е утрешниот надпревар со Белгија. Дозволете си секако, особено знам дека меѓу вас секако има и навивачи кои што низ годините особено се дел од едни вакви надпревари, особено кога игра нели нашата репрезентација. Па еве низ вашето навивачко око, искуство и она што го следите, не е лошо да споделите со гледачите на Црвена линија и да проговорите и гласно за прогнозите
какви очекувања имате за утрешниот натпревар и нормално не би било лошо еве да дадете и некаква порака, секако да ги охрабрите нашите репрезентативци, но и да ни откриете еве малку порелаксирано, можеби не сте навикнати во црвена линија да имаме нели тема, но од овој вид, но верувајте, ова е исклучително важно и секој знае дека конечно може на некаков начин да ни се оствари оној сон кој што досега бил недостижен, а тоа е да се пласира нашата репрезентација, да ги измине сите овие нели предизвици, да ги помине успешно и веќе во наредната 2026 година да биде од светското првенство во фудбал. А тоа верувам ќе биде најогромното задоволство за секој од нас. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Повелете. Ке ја победиме Македонија со подобро ангажирање и подобро психички препремени фудбалери, но јас имам една замерка кон вас и кон сите водителки на сите телевизиски куќи, бидејќи изфрлете го, не само вие, морам да ја почитувам, изфрлете го зборот драго ми е, бидејќи Македонија има прекрасен збор да го замените драго со мило. Не го употребате повеќе драго, не зборувам за вас, не ви наоѓам аз, зборувам за сите водители на сите телевизиски куќи. Скоро сите го употребувате драго ми е. Не, тој збор има замена прекрасно на македонски литературен јазик, мило ми е. Дали може да го искористиме, благодарам на укажаното, вашето присуство, да ми кажете еве утре како ќе го следите надпреварот и дали верувате дека ќе го оствариме сонот? Како да е, драго останува секако не македонски збор, но многу по-мило би му звучало најверојатно на гледачот ако го користиме тој збор. Добро, благодарам многу на укажаното, особено благодарам за учеството во црвена линија и верувам дека повторно ќе се слушнеме во исто ова издание, бидејќи од вас сакаме да слушнеме еве како навивачи, како следачи, а верувам дека нема некој кој што ќе остане особено утре рамнодушен кон утрешниот надпревар, кој што може навистина да не доближи до нашиот историски сон, а тоа е, ќе повторам, нашата репрезентација да се најде и да биде дел од нели светското првенство во фудбал. Добар ден. Добар ден. Не е намален тонот на ТВ приемникот, ве молам, намалете го. Дали се слушаме? Ве молам од режија дали може да помогнете, дали на гледачот или гледачката, еве да ја кажете да го намали тонот на телевизорот, бидејќи најверојатно не ме слуша. Се исклучеве, практично можете да видите како изгледа ако не го почитуваме правилото целосно да се намали тонот на ТВ приемникот. Тоа значи веднаш по вртењето на телефонскиот број 02-307-005, веднаш во истиот момент целосно ве замолувам да го намалите тонот на телевизорот. Од тие причини, повеќе го слушате телевизорот, нема да имате увид дека веќе сте вклучени во живо, а и со нетрпение очекуваме да ги слушнеме одговорите. Добар ден. Дали сум јас на линија? Да, на црвена линија сте, повелете. Благодарам, вака. Ај вака, хронолошки ќе кажам вака. Прво, ние, иако сме мала земја, ние сме ја победили Германија во Германија. Значи имаме резултат. Ние сме играли нерешено со енглеска во енглеска. Речеме со италијаните, значи имаме доста успеси, што се вика и дома и надвор. Меѓутоа, прво, значи што е основно, да се гини на теренот, да се игра што се вика математички прецизно и на сето тоа треба барем, ако не појде, барем малку да имаме и среќа, што се вика да не послужи и среќата, да можеме што се вика да издржиме. Фудбал се игра 90 минути, па ако сакаме да победиме, мора да издржиме сите тие 90 минути, да бидеме храбри, смели и така. Сега, мојата желба е да победиме. Меѓутоа ќе бидам задоволен ако биде и нерешено, само да не изгубиме. Значи нерешено кој ќе биде успех за нас, ќе биде што се вика ветар во грб и ми се чини дека ќе имаме далеку подобри можности да продолжиме понатака
да бидеме барем втори, да можеме да учествуваме на тоа посакувано светско првенство. Сега сето тоа зависи од сите нас, значи колку ќе се вложиме, толку и ќе добиеме. Сега пошто се јавувам од Охрид, би сакал кога би до Скопје да бидам директно на стадионот, меѓутоа нема можност, ќе го гледаме ако има. Големо благодарам за учеството и за одговорите. Ете, продолжуваме понатаму. Секој од вас може да сподели пред се како ја прогнозирате завршницата, односно со каков резултат утрешниот надпревар, кои се вашите очекувања. Секако еве да искористите можноста и со учество во црвена линија да ги бодрите нашите репрезентативци и еве да дадете можеби и ваше мислење во однос на тоа на што би било најдобро да се стави акцент во играта кога станува збор за утрешниот надпревар. Ќе ве префрлам пред се на профилот на Црвена линија на Facebook. Имаме резултати, па еве да ги слушнете и прогнозите од дел од нашите следачи на прашањето Македонија-Белгија. Кои се според вас прогнозите, односно дали по Да тоа ќе биде победа, под Б нерешено или под В пораз. Славчо Цаци Малиновски напиша 1-0 за Македонија. Ел Патрони напиша 2-2 нерешено. Милан Здравевски повторно нерешено со резултат 1-1, а Тони Ман прогнозира дека резултатот ќе биде 2-1. Благодарам многу, продолжете, пишувајте и секако споделувајте со гледачите на Црвена линија, бидејќи ние сме и најголемата поддршка за да конечно ни се оствари сонот не само на репрезентацијата фудбалски да си остварат ваков успех, односно сето тоа да започне со победа над Белгија и оној чекор по чекор се што треба да се оствари за да станеме дел од светскиот мондијал. Меѓу другото, верувам дека секој од вас ужива, гледа редовно фудбала и особено оние кои што и како редовно ги следат надпреварите на нашата репрезентација. Можете и да ни откриете како ќе ги бодрите, дали ќе ги гледате во живо на стадионот Тодор Проевски или можеби еве во убава атмосфера заедно со својата екипа, навивачи пријатели, сите ќе гледаме, верувам, и ќе бодриме. Ајде да продолжиме понатаму, да видиме ќе успееме ли според вас да ја победиме Белгија. Каква игра очекувате утре? Сега кој ве може би имате и порака до нашите репрезентативци. И уште еднаш ќе повторам, не би било лошо и да споделите како навивате и како ќе го следите на утрешниот надпревар. Добар ден! Добар ден! Одлично, имаме гледачка. Дали вие редовно и страствено следите фудбал? Добар ден! Добар ден, дали ме слушате? Да, ве слушам. Така редовно ли следите фудбал? Да. Да, па еве. Ја почитувам водителката, ја почитувам емисијата, го почитувам премиерот Мицковски. На контактните емисии не можам да добијам, еве кај вас добив. Имам една желба, молба, со секогаш што сум размислувала, ако се може премиерот да ги укини сите бенефиции на бившите председатели од првиот до последниот, бидејќи резултатите сите ги знаеме, и тие средства да одат наменски кај што треба. Добро, и да го искористиме вашето присуство, многу ќе ми биде драго како жена. Еве, кои се вашите прогнози за утрешниот надпревар? Како ќе заврши? Дали ме слуша гледачката? Не знам, денеска некако навистина чудно. Драго ми е, благодарам за јавувањето, ми беше исклучително
Еве бев срекна што имаме гледачка, пред се да слушнеме нели од женски агола, верувам дека и припадничките на понежниот пол ите како следат фудбал и страствено особено навиваат кога игра домашната македонска репрезентација. Ајде да слушнеме останатите гледачи, сите сте поканети. И верувам не постои некој кој што ќе биде рамнодушен, особено кога зборуваме за надпревар, кој што може да не доближи доколку победиме многу близко до можноста да ни се оствари историскиот сон, а тоа е нашата репрезентација конечно да ја видиме и на светско првенство во фудбал наредната година. Добар ден. Добар ден. Повелете. Од Прилеп се јавувам. Поздрав до прилепчани преку вас. Благодарам. Мислам дека нерешено да го извајме ќе биде голем успех. А јас сум страшен навивач и навивам, мислам за фудбал, општо за спортот. А овој претходниот гледаш рече 90 минути се игра фудбал. Не се игра 90 минути фудбал, се игра фудбал дур да свирни судијата крај. Кога ќе свирни крај судијата, тогаш е завршена утакмицата и му пожелувам многу успех утре да постигне нашите фудбалери. Нема друго што да кажам, само... Имате како не, еве, јас ќе ве потпрашам, која е вашата прогноза еве во однос на резултатот? Мислам дека ќе биде 1-1 или 0-0. 0-0, а како ќе го проследите над преварот? Ќе го гледаме, ние имаме тука во комшијата прожектор, има и на надзид го гледаме на бин голем. Одлично, па вие сте сосема добро подготвени за да го проследите над преварот. Порака до репрезентативците секако? Репрезентативците се кој како во форма има, некој нема. Еве, што ќе им порачате вие за утрешниот натпревар? Ќе му порачам да се бора, да се од себе. Така, благодарам што бевте дел од Црвена линија. Секако поздрав и до вашиот пријател. Еве, не погрешив кога реков дека навистина кога станува збор за фудбалот, секој од нас на секаков начин се обидува квалитетно да ги следи надпреварите, особено кога имаме надпревар од овој калибар, ке речам, бидејќи навистина нашата домашна репрезентација утре игра со Белгија и тоа е една шанса доколку и оствариме победа навистина чекор по чекор можеме да го исполниме нашиот, односно да го оствариме нашиот долгогодишен историски сон, а тоа е да заиграме на светското првенство, бидејќи тоа досега не се случило, за жал. Добар ден. Добар ден. Еве, конечно гледачка, кога зборуваме со фудбал. Се јавувам од Скопје. Поздрав до вас. Од Кисела вода. Значи, прогноза моја е 2-0 за Македонија. Добро. Еве, можете ли да ми образложите? Значи, тоа ми е, значи, нашите се многу добри играчи. Ги пратам секој фудбал. И кошарка, и фудбал, и све. Така еве утре како ќе го следите надпреварот? Па на македонска ќе дават, нели? Да, ма еве дали ќе бидете во друштво со семејството или со комшиите, не знам. Да, ќе бидам, да. Меѓутоа навивам за Македонија за 2-0. Што ќе им порачате на нашите репрезентативци? Да бидат упорни и да дадат се од себе. Така, благодарам многу за учеството во... Ке не израдува. Тука сите ќе викаме, ке се радуваме и сето тоа. Така, се радуваме и ние што бевте дел од Црвена линија. Сега доаѓа моментот, ете времето бара да имаме, се разбира, можност да ги споделиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Заследете на нас сите социјални медиуми, не заборавајте профилот на Црвена линија на Facebook, на Телма телевизија и се разбира повторно Црвена линија и Телма телевизија, но и на Инстаграм и учествувате во секоја наредна анкета која што ќе ја објавиме. Еве ги одговорите односно резултатите на денешната. Едноставно,
Македонија-Белгија, според оние кои што не следат на Инстаграм, под А со победа за Македонија одговорија 57%. Под Б нерешено со 29% всушност одговорија дека ќе биде нерешено и 14% одговорија под В пораз. Следуваат рекламите и повторно се гледаме јас и вие во студио. Почитувани, благодарам за ова денешно издание на Црвена линија. Сега кој им посакуваме победа и никогаш на нашата репрезентација и треба да подсетиме дека никогаш не треба да бидеме без желба за победа и она најважно да веруваме дека и соновите се исполнуваат. Она што топло препорачуваме секако да останете со Телма телевизија. Подсетувам, кликајте на telma.com.mk, читајте, информирајте се, бидете меѓу првите кои што ќе дознаат, но и не го менувајте каналот, бидејќи во продолжение следува Да си кажеме со Горан Петрески.